Почитувани, владата на СДС последните години се труди да не убеди дека економијата расте, а граѓаните живеат поубаво. Но сите ја знаеме онаа народната, налагата, кратки и се нозете. И додека не убедува оваа корумпирана власт дека работите одат на подобро, излезе извештајот на Меѓународниот монетарен фонд за Македонија. Што пишува во него? Уште еден неуспех, уште еден нотиран лош извештај. ММФ има извештај во кој како главни проблеми се корупцијата, ниските капитални инвестиции и непродуктивните трошоци. ММФ ја ревидира проекцијата за раст на економијата која е пониска од таа на владата. За жал, ММФ нема многу пофални зборови во оние делови кои на долг рок треба да донесат раст и развој на економијата. ММФ потенцира дека институционалните реформи, како зајакнување на владењето на правото и борбата против корупцијата, се основата за посилен раст и подобра конвергенција на приходите на жителите. Благодарение на власта, корупцијата во државата цвета, а владењето на правото е поим кој секој ден ни станува се подалечен. Понатаму, ММФ нотира дека фискалната политика треба подобро да се води и да се ориентира кон јавните инвестиции во физички и човечки капитал, да се подобри ефикасноста на институциите и владата. Во извештајот пишува: капиталните инвестиции се ниски, а тековните трошоци се зголемени. Дали има поголем доказ дека оваа ненародна власт прави непродуктивни трошења? ММФ го спушти лажливиот и манипулативен оптимизам на владата. Во најновиот извештај ММФ очекува раст за 2019 година да биде 3,2%, раст кој е под оптимистичките бројки од 3,5% на Министерството за финансии, а многу подолу од ветените 5% економски раст од страна на Зоран Заев и СДС. Со вакви стапки на раст, Македонија ќе го достигне европскиот просек за најмалку 50 години. ММФ оценува дека со ваква политика, како што во моментот води СДС, ќе се намали способноста за справување со идните економски шокови. Во сценарио на идна економска криза, Македонија ќе се најде неподготвена и со финансии кои нема да бидат доволни да ги испорачаат потребните политики и инвестиции за инфраструктурен и економски развој. Генерално, извештајот на ММФ ги потврдува лошите и промашени економски политики и целокупната општествена состојба во Македонија. Моменталниот економски раст во голема мера е под влијание на успешните странски инвестиции од минатото, но не се генерираат нови инвестиции поради несигурната економска и даночна политика. Образовниот систем и капацитетите на нашите ученици се на најниско ниво во регионот, со што неминовно се уништуваме иднината на нашите деца и државата. Продуктивноста воопшто не расте, а во исто време ММФ во извештајот нотира дека зголемувањата на минималната плата ќе предизвикаат штета кај капацитетите за вработување и ефективно нема да ја намалат сиромаштијата. Капиталните инвестиции се ниски, иако потребата за инвестирање во инфраструктурата е особено висока. Од целокупната анализа на извештајот на ММФ можеме да заклучиме дека економијата тоне таму каде што криминалот и корупцијата цветаат. Поради ова, профитите на македонските компании во 2019 година се намалени. Стотина IT компании и други компании експерти ги преселија нивните бизниси надвор од Македонија. Власта не може да подготви ниту еден инфраструктурен проект, а нема ниту еден судски случај за висока корупција од челниците на моменталната власт. Потребна е голема промена. Не само промена на власта, потребна е промена на начинот како се бориме против корупцијата. Потребна е јасна, храбра и објективна борба против корупцијата во сите нејзини форми и сегменти во државата. Ви благодарам. Има прашање? Владата на Македонија и Министерството за финансии денеска ќе ја задолжат државата за нови 25 милиони евра. Кој е вашиот став во врска со ова прашање? Јас и претходно дискутирав на темата околу задолжувањето. Точно на 14 имавме нето задолжување од 500 милиони денари, денес уште 1 милиарда и 500 милиони, што е повторно зголемување на јавниот долг, а при тоа, како што и во самиот прес информирав, непродуктивните трошења растат. Ова исто така можеме да го подкрепиме и со податокот од реализацијата на буџетот за 2019 година, каде што јасно може да видите дека трошокот за стоки и услуги е зголемен во однос на 2018 за 30 милиони евра, што јасно укажува дека власта и понатаму непродуктивно троши и се задолжува токму за тие непродуктивни трошења.
кога што стапивте на оваа функција да промените нешто во поглед на задолжувањето и слично? Значи, каква е комуникацијата, дали се подобри со министерката и дали, ме прашавме и претходно, дали има сега разговори за еврообврзница, дали ви прифатиле таква? Јас по однос на еврообврзницата си го кажав својот јасен став и тоа не е став за сега, значи секогаш мојот став ќе биде ист по однос на еврообврзница. Значи ново задолжување со еврообврзница значи задолжување на еден сериозно голем износ кој што треба да биде оправдан. Треба да знаеме какви инвестиции ќе финансираме со таа еврообврзница, каква е додадената вредност во однос на тие инвестиции и потоа да се задолжуваме. Во однос на комуникацијата со министерката, значи сите сте информирани, 2 пати имавме средба. Министерката една недела беше на пат, денес имам информации дека повторно ќе оди на пат, кога се враќа, навистина не знам, така да се е сведено на тие 2 комуникации кои што ги имавме до сега.